Добар ден, добре дојдовте. Во продолжение ќе зборуваме за невремето со трагичен епилог што на почетокот на овој месец се случи во Бугарија. Се случија големи поплави на Црноморскиот брег, при што четири луѓе ги загубија животите. Тамошните медиуми обвинуваа дека станува збор за системски, односно пропусти на државата и на институциите во смисла на заштита од поплави, најмногу од аспект на непочитување на правилата за градба. Денеска на оваа тема ќе зборувам со професор доктор Игор Ѓорѓиев, директор на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, и професор доктор Иван Радевски од Институтот за географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Господа, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдовме. Кога ги видовте сцените од Бугарија, особено најпогоденото место таму беше крај брегот на Црното море, одморалиштето Елените, комплекс на хотели и одморалишта, што прво помисливте секој од вашиот светоглед на вашата професија? Добро. Еве вие како хидролог почнете. Благодарам, поздрав до гледачите. На Црното море се формира еден многу моќен циклон, кој што беше предиспониран од топлата црноморска вода и ладниот воздух кој што продре од североисток, така наречениот сибирски антициклон се судри. Така се формира многу моќен кумулонимбус, тој е најмоќен облак, кој што силно се излачи во крајбрежниот дел во Бургаската област. Како резултат на тоа, на одредени станици јужно од Бургас падна и до 400 мм врнежи. Тоа е многу екстремна бројка, многу висока. Можам да речам дека во скоро време и незабележана било каде. Сум слушнал во Шпанија до 600 мм за еден ден дека имало врнежи. Официјален извор наведе дека автоматските метеоролошки станици измериле над 410 метри литри во тоа е исто, милиметри литри на метар квадрат. Во селото Изгрев и 225 во градот Царево во регионот. Така е. Во Елените се предпоставува дека наврнале 340 литри на метар кубен. На метар квадрат. Така, и тоа е многу екстремно. Споредбено, например, со нашата поплава кај Стајковци и Сингелич, што беше 2015-16 година, таму имаше на метеоролошка станица Газивела 103 измерени, значи можете да мислите колкав поплавен бран бил овај, и ова припаѓа на така речените брзи поплави или флеш флац, кои што се нарекуваат уште и плувијални поплави, бидејќи настануваат како резултат на екстремни брзи врнежи, а од другите поплави се флувијални, каде што се собира по полека времето на концентрација и настануваат по неколку дена, како на Дунав, што имавме во Прага пред неколку години. Веќе го спомнавте Стајковци, иако требаше подоцна, мислам, секако ќе го спомнавме Стајковци како споредба во однос на количеството на врнежи кој наврна таму, меѓутоа тука беше посмртоносно ако станува збор за човечките жртви. Иако станува збор за соседна земја, овие слики не се непознати за Македонија. Можно ли е толкава количество на врнежи да падне и во Македонија? Да, можно е, секако дека веројатноста е мала, повратниот период е многу голем, поголем од 100 години веројатно, бидејќи највисоките измерени во Македонија се двојно помали од овие, до сега, официјално измерени. Тоа значи дека можеме да ги очекуваме и ваквите врнежи, меѓутоа имат мала веројатност на појавување. Иако не се наоѓаме до море? Иако не сме многу блиску до Црното море или па до западниот брег на Јадранското море, бидејќи предоминатно Балканот добива вода од запад, од западните ветрови, воздушните маси што се носи. Дали ова значи дека сме немоќни против природата, без разлика колку ќе ги почитуваме стандардите за градба и сите други правила и прописи? Во одредени ситуации на вакви екстремни врнежи, секако дека ќе има голема материјална штета и човечки жртви, за да има помалку човечки жртви, треба да ги почитуваме. Да. Бидејќи реакциите во Бугарија, прво и на колегите новинари и генерално на јавноста општо во Бугарија, беше дека имаше човечки жртви бидејќи не се почитувале стандардите при градба во најголем дел. Само една кусо резиме, еден од пратениците тамошни рече дека сега на сите им е јасно дека поплавите што ги видовме и она што се случи вчера и завчера се резултат на непочитување на правилата каде да се гради, како да се гради. Резултатот од непочитувањето на правилата не е апстрактен, не е само корупција и фрлени пари, резултатот е загинати луѓе. Професоре Ѓорѓиев, дали со стандардите при градба
и во отсуство на корупција и ако се почитуваат сите правила, може да се заштитиме од овие вакви екстремни количества на врнежи? Па најпрви можам да посакам до телевизијата и до вас лично за заинтересирано за оваа тема, навистина атрактивна тема, која што не тангира сите нас како општество и како персони. Овие катастрофи што се случуваат, тие не се резултат само на една фалинка во системот. Тие се склоп од повеќе елементи кои што промакнуваат низ еден систем, односно менаџирање на системот. Секако главен носител на тоа менаџирање е државната управа. Значи државата, владата со нивните институции мора да ги менаџираат овие процеси. Почнувајќи од следење на историско следење на податоците за врнежи, креирање на соодветни мапи на врнежи, креирање на мапи, на поплавни мапи, значи мапи на поплави и мапи на ризик. Ова е првично иницијално потребно за понатаму да влеземе во делот на урбанистичко планирање на просторот и после тоа на крај само проектирањето на самите објекти кои што се наоѓаат на тој простор. Го имаме во Македонија, за кој зборувате? Европската директива уште 2007 година, таа е усвоена и ние нашето законодавство е усогласено со европската регулатива, која што ние во тој момент преминавме од заштита од поплави кон систем за управување со ризици. Ние како градежници сме одговорни директно за, да речеме, најблиску до нас се хидротехничките објекти. Тоа се браните, мостовите, зградите како згради или населени места, поплавите во населени места, ние конструктивно не толку ги третираме, бидејќи тие навистина се отпорни, бидејќи сеизмичките сили се далеку поголеми од силите кои што ќе ги добиеме од поплавата и новите градби не се толку склони на рушење од поплави, туку на губење на нивната функционалност. Меѓутоа сепак како што има заштита од земјотреси, има и заштита од поплави. Кога се проектира нешто, нели? Секако, но за тоа ни се потребни подлоги за поплавите. Значи, како подлоги ни се мапите на опасност од поплави, значи тоа се на водениот нанос, притисокот, односно брзината, значи ни требаат сеопфатни, дополнителни сеопфатни анализи во однос на тоа. Не во нашата држава, ние како градежници, не толку често го третираме на вообичаени објекти овој елемент, освен на хидротехничките објекти, кои што ви кажав, браните и мостовите. Професор Радевски, професорот Ѓорѓиев вели дека низа на системски пропусти доведува до вакви несакани епилози од природните феномени. И сега, ако сите реакции во бугарската јавност ги сведам во една реченица, тоа може да се нарече прекумерно и неправилно градење. Конкретно сега зборувам за овие приморски делови на Црниот брег. Многу хотели, значи тој ресорт, конкретно Елените, во последните 20 години доживува вистинска експанзија. До пред 20 години речи се да нема ништо на тој терен. Бетонирани корита, менување на природните водени текови. Дали конкретно во Елените станува збор за суводолица, за течение на река што пресушила, па сега кога надошла водата, природата си дошла по своето? Така е. Медитеранските реки затоа имат и популарен назив луди реки, бидејќи во летата коритата се целосно суви, но во одреден период од годината можна е појава на нагла поплава. Конкретно се работи за идеално пошумен слив, значи над 90% од сливот на суводолицата кај Елените е пошумен простор, што овозможува добра инфилтрација на водите. Меѓутоа, поплавниот бран и ударот на врнежите бил толку јак да целосно тлото се заситило со вода и настанала брза поплава на едно сливче од само 30 километри квадратни. Какви се правилата и процедурите кога станува збор за суводолица? Смее таму да се сади вегетација, смее да се гради? Има вегетацијата помага за инфилтрацијата, значи таа е корисна, додека градбата не помага бидејќи ја пушта водата површински да течи, нема никаква инфилтрација. Во случајот затнате природната инундацијска долина на таа суводолица е затната со објекти и то попречно поставени, а суводолицата е пуштена да истекува подземно. Значи, настаната е вештачка понорница на некој начин во случајот
и сите изградени објекти овозможија побрза концентрација на големата вода, што и така би била катастрофална и да не беа градбите. Јас гледав стари сателитски снимки, таму имало само на една крајбрежна тераса објекти, два реда објекти како одмаралиште. Сега има таму големи хотели, висококатници на 7, 8, 9 спрата и така натаму. И можам да кажам дека целосно релефот се измени, најнискиот инундацијски релеф се измени после ова поплава. Таму ништо не е исто како порано. Велите медитеранските реки ги нарекуваат луди реки, токму поради... Дури некои реки во Македонија, во Повардаријето имат такви имиња, Кавадаречко, Неготино, токму поради овие својства. Токму поради овие својства, така е. Тоа е следното прашање. Колку такви потенцијално ризични точки има во Македонија? Па има скоро во секое подножје постои таков ризик. Значи, ние сме сведоци на поплави и во југоистокот, Радовишко, и во Пелагониско, Полошко, особено дури и некои населени места имаат такви имиња. Порој, например, селото, ги окарактеризира таков топоним заради таквиот карактер дека е опасно место од поплави. Порој, самото име Порој во Тетовско. Такви топоними постојат во Македонија. Имаше и во Порој поплави 2015-та, голема речица и така натаму, Пена исто така поплави. Исто така со поплавите доаѓаат и ризиците и од лизгалишта, и од лизгање на земјиштето. Значи двоен е ризикот. Добро, професор, има ли стандарди за градба во вакви зони? Какви се правилата кои се почитуваат или не се почитуваат? Па добро, значи секоја, да речеме, процедура на доаѓање до крајниот производ, а крајниот производ кај нас е градбата функционална, која што ќе има долговечност. Да се вратиме на почетокот. На секоја градба се поставува со урбанистичко планирање на просторот. Ова е почетокот на секое урбано живење во една држава. Во тие урбанистички планирања си има подлоги или леери. За тој регион што треба да се изработат, и урбанистите треба соодветно да го опфатат тој простор. Во, да речеме, деловите или модерно кај нас, ние како институција многу години, веќе 40 години сме вклучени во тоа урбанистичко планирање, но не од опасности од поплави, туку од опасности од земјотреси. Значи, ние имаме прекрасни два проекти во соработка со одредени општини, кај што ги даваме подлогите за сизмичката опасност. Добро, исто тоа треба да биде на урбанистите и за мапите од од опасност од поплави. Значи, кога ќе ги имаат они тие мапи, точно ќе знаат каде треба да се урбанизира, што треба да се и во кој дел од просторот што треба да биде предвидено за нормално функционирање на тој простор. Кога станува збор за локалните власти или централната власт кога се јавува како инвеститор, а не приватни инвеститори, кога градат, колку тие бараат мислење од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија пред урбанистичкото планирање? Ние како, значи, овој институт историски беше формиран баш за таа намена. Првата негова задача беше вклучување на урбанистичко проектирање на градот Скопје од опасност од земјотреси, бидејќи во тоа време Скопје беше срушен од земјотресот. Тоа беше нашата прва задача и тука имавме навистина прекрасни студии. И таа основа што беше тогаш поставена, пионерска основа, тоа е пред 50 на години и повеќе, треба да се надогради со следни опасности кои го тангираат секој регион. Една од опасностите се поплавите, значи сега треба нашата држава да се насочи и кон овој аспект. Добро, прашањето беше досега, во последните години, еве откако сте вие директор, дали ви се обратила некоја општина пред да превземе за земјотреси, да проектира нова градба или некаков нов проект на територијата на нивната општина, да речеме, и од сите аспекти за заштита од поплави и од земјотреси? Видете, согласно урбанистичкиот план, самата општина има насоки кои делови од анализи треба да ги предвиде. Тие што се поврзани со нашата институција, да, не контактираат, не се обраќаат и ние придонесуваме и ги отклонуваме сите, да речеме, аспекти на опасности за тој дел. Професор Радевски, спомнавте во Стајковци 2016 август, односно во скопското невреме, кога имаше 22 жртви, имаше стотина повредени, голем број раселени луѓе, голем број објекти беа уништени. 6 август беше 2016, мислам. Наврна под 100
литри на метар квадратен? Околу 100. Околу 100. 103 на газибава станицата, значи, а на Зајчев неколкократно помалку од ова сега што неколкократно помалку. Падна во... А повеќе жртви, многу повеќе жртви. Тоа е прашањето. Ако паднеш истото количество на вода како што сега падна во Бугарија, колку жртви ќе имавме ние тоа? Над 1000 сигурно. Над 1000 сигурно. Зошто? Зошто бидејќи прво коритата не ни беа чисти од скопско-црногорските водотеци. Второ, изградени се многу дивоградби кои што беа легализирани со неколку закони после 2005-10 година. А ако видиме на старите топографски карти од 50-тите и од 74-та година, тој регион се викаше Блатија. Значи мочварен, мочуришен регион. Тој мочуришен регион беше целосно урбанизиран, многу повеќе него ли елените сега случајот во Бугарија, со многу повеќе потенцијални жртви. Четирикратното зголемување на врнежите потенцијално во Скопската котлина, споредбено со 2016 би довело сигурно до 1000 минимум жртви, а можеби и неколку илјади. И тука не помага систем за рано предупредување? Тука помага добро организиран систем на заштита и спасување? Во оваа ситуација кога се веќе легализирани тие објекти што се континуирано под опасност од високи подземни води. Прво, таа територија нема капацитет инфилтрациона да прими вода и целата вода ќе истечи површински, бидејќи и така подземните води се многу високи таму. И во таква ситуација тој апликационен систем за рано предупредување е за нас многу значаен, што побрзо да се активира. Добро, во ситуација кога, како што рековте сами, штетата е направена, односно изградени се дивоградби, речните корита не знаеме како ги одржуваме во меѓувреме, дали се чистат редовно или не. На почетокот рековте исто така дека е можно истото количество на дожд да падне во Македонија. Теоретски е можно, да, веројатноста е мала, но можно е да падне. Што е тогаш спасот? Кое би било решението во оваа ситуација? За вака сиромашна држава најублажувачки фактор би била таа апликација која што би ги предупредила граѓаните повеќе часа да добијат SMS пораки за навреме да се евакуират во тој критичен простор кој што ќе биде најавен од управата за хидрометеоролошки работи. Тоа би било најдобро решение во случајот. Урбанистичко градежно решение не постои. Веќе е доцна. За урбанистичко градежно решение потребни се радикални зафати кои што не кореспондираат со демократски општества. Можни се. Во Египет постојат такви зафати, меѓутоа тие се носат декрети, најна се туркат 4 реда згради без одглед на одобренијата што се добиени по нелегален пат и на тој начин во пустините може целото количество годишно на вода да падне само во еден ден, например 200 мм. И тие знаат дека постојат такви суводолеци наречени вади или вади во пустинскиот појас. Чисто за споредба, но за тоа е потребен тоталитарен режим, а не демократија. Можно инаку да се. Значи демократијата е ризична. Да, демократијата не прави да бидеме поризични во случајот. Тука можеме се надоврзиме. Значи јас ви донесов една слика. Добро. Во ова од Виена ако може да ја пуштат. Не знам дали ќе се успееме сега од режија да ја најдат таа фотографија, меѓутоа вие ќе ги гледате фотографиите, ќе ги искоментирате. Пишува Виена. Значи Виена се соочи во минатиот век, односно столетија наназад со поплави, поготово од Дунав. Значи последната поголема поплава беше 54-та година. Они веќе негде 70-тите години и го направија тој што вика Иван радикален пристап во Виена. Баш ова, не знам сега кој успеат режијата да најдат, има во Виена, што на евеата. Значи што направи овде? Значи Дунав, теченијето, природното течение на Дунав иде во едно корито. Они направија паралелен канал, баш се гледа Њу Дунав, кој што во моментот како кај нас езерото треска, преку летото има две брани, функционира за атракција, за спорт. Измеѓу нив се наоѓа и прекрасно зеленило со животни, но кога ќе дојде поплавата, екстремот, се активира каналот за да ја прими водата паралелно на главното течение на Дунав и со тоа Виена значително се спасува од катастрофални поплави. Ако се сетиме, ако можеме да видиме, лани имаше поплава низ Европа, така да Виена беше делумно спасена, односно минимални беа штетите од ваквото. Значи тие се тие радикални промени. Овој проект беше 16 години траеше во Виена. За Скопје ни е регулирано. Како наш главен град, ние го имаме коритото, сме регулирани, имаме 3 брани пред градот, кои што во голема мера
го регулираат поплавата од таа од флувиални, но пороите ни остануваат проблем во градот Скопје. Така, истражување објавено во списанието Modeling, Mapping and Analysis of Urban Floods 2025 од оваа година, веројатно можеби сте го виделе вие, која анализира формирање на поплавни случувања во регионот на Скопје во август 2016. Ги анализира и другите поплави во Европа. Според ова истражување, доминантни фактори за формирање на поплавниот бран се екстремно интензивните врнежи, она што се случи во август во Скопје, урбанизацијата и неадекватниот дренажен систем, како и одржувањето или неодржувањето на каналите. Така е. Тоа е заклучокот? Сите работи се поклопени во еден момент. И многу развиени земји страдаат од поплави, особено да направиме дистинкција меѓу брзите поплави, како во Стајковци и Бугарија, и оваа заштита што имаме ние од флувиални поплави. Мора да напоменам дека флувиалните поплави во европскиот свет многу ретко даваат човечки жртви, бидејќи има неколку дена се потребни поплавниот бран да стигне, например, од иницијалниот простор од Алпите, од Подалпите, преку Германија, преку Регенсбург, па да дојде до Будимпешта и населението се подготвува. Да надојде со насипи ставаат вреки и така натаму. Вакви зафати имаат правено многу, како што спомна директорот Игор. И во сите тие ситуации полесно се прилагодува и посиромашно општество. Кај брзите поплави времето за акција е многу помало, со часови е, се најавува на времето, населението се предупредува и тоа мора да го напушти тој простор или да се качи некој спрат повисоко. Рековте во 2006 во Струмица паднало исто количество на врнежи, слично како ова сега? Не, двојно помалце од ова во Бугарија. Меѓутоа 206 или 202 беше, не ме држите. Тогаш поминавме без жртви? Тогаш поминавме без жртви, со голема материјална штета. Како се спасија човечките животи тогаш? Едноставно на јакиот поплавен бран не беше по долините на критичните корита. Значи не беше сериозно населен. Многу се тие локални кели каде што може да се случи, ајде да речам, едно населено место или еден хотел на ниско позиционирани голема популација со голема густина и најнаш да даде 10-15 жртви. При исти настан различни се резултатите. Затоа Стајковци бројот на жртвите беше голем и Аспарухово, додека кај елените беше само 4. Сепак тоа е мала популација кај елените. Ова значи дека како се вика, топографски, ореографија е тоа што теренот, во зависност од теренот, поопасни се и позагрозени се оние делови од Македонија, да речеме, што се на пониска надморска височина. Во подножјата. Или на пониска надморска височина. Дали во ова значи дека во принцип најзагрозени се жителите кои живеат покрај брегот на морето? Во случајот не мора да значи, ако покрај морскиот брег нема некоја суводолица или поголем водотек, тие се заштитени. Ако ги видиме старите карти на елените, постоела само една социјалистичка населба на бунгалови на една крајбрежна абразивна тараса. Што значи абразивна тараса? Таа е издигната во однос на однос на околниот простор и е доволно оддалечена од коритото на суводолицата, над 100 метри. Кај нас и законот, член 137.2 од законот за води, регулира 50 метри од регулирани корита, а изолинијата од 50 годишна повратна вода, повратен период, да има обезбедено, значи да не се гради на таа локација. Добро, кога станува збор за градење во зона на суводолица или нестабилен терен, не е ризично само од аспект на поплава, туку и од аспект на лизгање на земјиште. Претпоставам, тако нешто, барем во Европа не сме... Тука се консултира и геологијата, значи составот на карпите исто бите. Колку е тоа? Има ли такви опасности во Македонија од лизгање на земјиштите? Секако дека има, тие ни се чести, многу чести се непредвидливи, пошто навистина материјата е многу комплексна, не е можно вие на секој место да ги знаете карактеристиките на почвата, колку ќе наврне, значи требаат многу подлоги, толку драстични во нашата држава нема, но има. Најчесто, еве вие новинарите што известувате се тие одрони и слечишта кога ќе добиеме блокирање на некој регионален пат, бидејќи навистина тогаш не тангира, но се јавуваат. Знаеме на Попова шапка имаме такви најчесто. На Попова шапка и на другите
да речеме планини кои што се но бидејќи нашите населени места сем тие што се на брдата, на планините, претежно се на долини, ние како популација не многу го осеќаме и не многу алармираме во однос на тие, но секако постојат. Добро, вие работите на Институтот за географија, ваша специјалност е хидрологијата, вие сте директор на Институтот за земјотресно инженерство. Има ли институција во Македонија што е задолжена да направи хидролошка анализа пред да се случи урбанизација на одреден терен? Или нема таква обврска со законот? Секако дека има низа на подлоги уште при изработката на просторните планови во еден простор. Кога станува збор за заштита од водата, како феномен? Да, каде и што планира да се гради, меѓутоа постојат разни места каде што законот може да биде заобиколен после во понатамошни фази. Локален, детален план и така натаму. Меѓутоа секако за клучните инфраструктурни објекти дека се бара и хидролошка анализа во проектите. Добро, кога станува збор за безбедноста, односно стабилноста на, вие ги спомнавте, браните, мостовите, оние јавни објекти и инфраструктурни објекти кои се од витално значење за државата. Колку тие можеме да ги сметаме за безбедни во Македонија од овој аспект? Па вака сега мора да направиме поделување на градбите. Значи имаме градби кои што се капитални инфраструктурни градби, тоа се браните, мостовите и останатите инфраструктурни елементи кои ни се потребни за наше нормално функционирање. Тие према законот се категоризирани како прва категорија и при нивното проектирање и анализирање се земаат сите подлоги кои што се потребни како опасности за тој елемент. Секако тука се зима хидрологијата, хидрауликата и сите пропратни елементи како земјотресот. Но додека се работи за населени места, тука малце полабава работата, тука се зимаат само основните оптоварувања или опасности на објектите, не секој пат се зимат. Но сакам да ви се надоврзам и за студиите. Да речеме вие што рековте студии за мапи за поплави. Такви постојат, значи студии од истражувачи. Значи најблиску е катедрата за хидраулика на Градежниот факултет, кој што е дел од нивната специјалност. Исто нашиот институт во последно време влегува во тој дел на развивање на кадри. Имаме од различни проекти, од европски UNDP, финансирани студии во нашата држава, што значи опасност од поплава. Еве да ви напомнам дека за Скопје од UNDP од 2017 мислам година има прекрасна студија со 4 сценарија на поплавни бранови за градот Скопје. Таа е, мислам дека во соработка со градот Скопје, со властите. Јас очекувам дека таа студија после незината изработка влегла и дошла до администрацијата, која што треба понатаму да ги процесира сите тие наоди и нас како граѓани да не заштити од така оптимисти дека има институционална одговорност кога станува збор за заштита од видете, ние како јас и Иван како луѓе кои што сме истражувачи од образование, нашата цел е да истражуваме, односно да гледаме што ќе се случи после 10 години, да го припремиме теренот и нашите сознанија да ги доставиме до соодветните институции. Радевски вели дека најпроблематични се оние кои се во низина, односно во слив, градби, кога вие велите капиталните објекти, оние од витално значење, мостови, брани се безбедни. Проблем не рековме безбедни. Се анализираат. Се анализираат. Бидејќи имате, мора да бидеме прецизни, имате градби кои што се и мостови 70 години стари, 60 години стари, значи кои што се градени после Втората светска војна од војската, значи мораме да направиме разлика. Ги анализирали ИЗИС овие капитални? Побрано од вас експертиза некој? Ние имаме за анализа одел кој што ги анализираме и ги третираме. И што велат резултатите? Колку се безбедни тогаш? Од она што сте го увиделе на терен? Видете, и затоа ви кажав, класификацијата. Значи битно е кога се градени, што се градени, по кои прописи се градени. Порано после Втората светска војна имаше навала на градење за потребите на војската, каде што војската за своите потреби градеше мостови, тие до ден денес по малечки села што се поврзани, до ден денес тие служат за војската, но после тоа преминали за цивилно население. И сега тие се нормално проблематични. Кои други типови на градби се најранливи кога станува збор за опасност од вода?
Во однос на инженерските градби се овие, значи имате слечишта, имате слечишта, имате мостови, имате брани. Подпорните ѕидови тука исто ни се делови, но тие директно се поврзани со слечиштата, а тие што ни се јавуваат како порои, пороите веќе во населено место ни доаѓаат и градбите. Но ќе ви кажам за градбите ретко се случува нивно уривање. Јас пратив некои слики, тоа се исклучоци. Генерално е губење на функционалноста и враќање на животот во што е можно покус временски период. Тоа е многу битното. После катастрофа да се вратиме во нормално функционирање. Професоре, кога гледате хидроложката мапа на Македонија, веројатно забележувате дека има пренасочени суводолици, има изменети речни корита или текови на реки. Колку во таа смисла се проблематични тие така наречени бетонирани речни корита или одводи во градовите и во поголемите населени места, бидејќи и во Бугарија сега заклучокот беше дека и покрај тоа што државата или општината наменила пари и предвидела пари за чистење на речните корита, проблемите се повторуваат. Имаат тие сериозна поплава и во 2023 година. И за двете земји важи проблем број 1 околу било какви градби е корупцијата, нефункционалното градење, сега бетонирањето, ако е во смисла на канализирање на тие, уредување на тие суводолици, тоа помага побрзо да се справи, да се регулира коритото и да не се излева таа реката со некој повратен период на заштита, 100 годишна, 50 годишна вода. Секогаш може човекот да изгради непробојни хидротехнички објекти, меѓутоа тоа многу ќе го кошта. И тој стално бира cost-benefit. Да речеме, за едно населено место 100 годишна вода, за автопат 500 годишна вода и така натаму. Има ли едноставни мерки што може да се преземат без поголеми трошоци? За брзи поплави само рано предупредување, ништо друго, а за овие флувиалните поплави најчесто во големите европски метрополи, како што спомна професорот за Виена, да речеме, или за Прага страдаше исто од поплави, населението се мобилизира, има и доброволци доста, младината, студентска и така натаму, се поставуваат вреки со насипи моментални за да се заштитат што повеќе колку што може, најчесто од материјална штета. За брзите поплави моментално нема реакција, туку само напуштање на теренот од страна на цивилното. Од оваа перспектива сега речиси 10 години подоцна системот за предупредување, рано предупредување затаи во 2016 година. Колкаво е времето што е потребно од да се предвиди таков брз порој, односно брзо количество на интензивни врнежи од дожд и колку време претходно може да се предупреди локалното население например? Добро ќе беше да има и синоптичар тука, меѓутоа тука се работи ден-два претходно да предупреди УХМР, а пораките да ги добијат претходниот ден пред да се случи настанот лицата. Зошто викам претходниот ден? Бидејќи со доближување до моментот да настанот, веројатноста од грешка е многу мала. Тие се лоцирани на мал простор, кумулонимбуси, значи поројни облаци, и тие мора да бидат предвидени за да не се прати порака на некоја локација што нема да биде загрозена без потреба. Значи, многу е битно да се погоди просторот. Ако сега метеоролозите забележат движење на такви облаци кои можат да истурат големо количество на дожд во наредните денови, имаме ли капацитет како општество, како држава, како институции, како систем за брза интервенција и координација? Каква е вашата проценка врз база на се што кажавме до сега? Ова со системите за предупредување секако дека имаме, тоа е една обична апликација која што треба само да се пренеси на голема популација, на голем број луѓе, 50.000, 100.000 луѓе, што населуваат тој некој простор или може да бидат и 1000 луѓе. Меѓутоа, во однос на човечки ресурси сме доста слаби, се жалат институциите, дирекциите за спасување и така натаму, пожарникарските служби дека немаат кадар, тоа е се од недостаток на пари во буџетот. Опрема соодветна исто така. Развиените земји тука не киксираат, како да кажам. Значи, на време упатуваат голем број на возила, хеликоптери за спасување и така натаму. Ние тука мора да бараме помош од околните и од европските земји. Рековте дека најголемо количество на дожд паднало во Струмица 2006 откако се мери тоа после Втората светска војна? Да. Тоа е најголемото количество што паднало на метар квадрат. Најголемо количество во 24 сати. Не ги знам точните податоци, тие се многу битни за брзите поплави, интензивните врнежи, а не годишните. Зошто тогаш велите дека теоретски е можно да падне ова количество во Бугарија 400? Да, теоретски е можно, бидејќи Бугарија нема 400 измерено досега, има мерења од крај на 19 и почетокот на 20. Значи порано од нас. Да.
Дали тоа е резултат на климатските промени? Овие и дали во последнава декада, да речем, за честија такви невремиња со порои со поголемо количество? Во летниот период да, инаку глобално во текот на годината немаме ни зголемување ни намалување на количеството на врнежи, но имаме голема интергодишна варијабилност што овозможува во летните месеци, особено сведоци голем дел од македонците одат на одмор на Халкидики. Халкидики секоја втора година во последните 10-15 години има многу јака брза поплава со над 80-90 мм врнежи на ден, со лоша подземна инфраструктура и голем дел од возилата на нашите туристи таму беа поплавени. Така да јуни станува, еве, искуството ново ни кажува, небезбеден за летување таму. Еве чисто еден пример да споредиме со друг дел на Балканот. Тоа е дел од некоја фаза, од некој процес? Циклични се промените, да. Значи ќе се промени, тоа не очекувате дека ќе биде стандард во... Нашиот животен век е многу мал за да може да ги анализира и нашите мерења се многу кратки. Так. Дури и мерењата од 200-300 години пробуваат со различни хидролошки и климатолошки модели да се навратат назад, да се утврди климата за да се научи карактерот на овие процеси. Професор Георгиев, од ова што го вели професорот, можно е такво сценарио на огромно количество на дожд и во случај на обилни врнежи, колку таа наша инфраструктура, од она што го спомнавте, мостови, патишта, дренажни системи, е проектирано да издржи такви екстремни сценарија? Тие се проектирани согласно подлогите кои што ги имаме. Значи, подлогите кои што ги имаме се хидроулички подлоги кои што ни ја даваат протокот и брзината и наотворот. Што се однесува до реката Вардар, секако професорот Иван напомна, тие се спори процеси и имаме време да регулираме, односно од такви врнежи градот Скопје можеме да кажеме дека ни е заштитен. Имаме 3 брани, 3 акумулации кои што имаат доволно капацитет да го примат количеството на вода. Тие се проектирани за максимално ниво на вода, што спрема мене и она што го кажуваат другите истражувања, нема некои промени за да кажеме да сме загрижени во однос. Но сепак ни остануваат помалите мостови околу селските населби, кои што ни се критични, и секако човечкиот фактор. Морам да напоменам дека човечкиот фактор е еден елемент кој што негативно влијае, особено за мостовите, каде што имаме неконтролирано исцрпување на песок од речното корито, кој што допринесува до подкопување на темелите и водата како нанесува брзите водови доаѓа до нивно оштетување. И ако ни се случи некој не дај Боже сценарио и не одреагираме како што треба, односно на ниво на задачата, каде е одговорноста по тоа? Во институциите, во инвеститорите, во системот што дозволува компромиси или пак ќе го периме прстот во природата и ќе речеме нема ќе сме пред природата? Сите заедно, почнувајќи од цивилното население кое што фрла отпад во каналите и ги затнува речните корита, до институциите кои што немаат доволно јаки капацитети, до системите за предупредување кои што уште не сме ги изградиле 2025 година, системи за рано предупредување имаат околните држави. Не е тоа некоја тешка работа да се заврши за држава и до соодветна механизација која што треба да биде доволна и да се чистат тие работи. И почитување на законите. Барем војнина, еве досега не биле. Бидејќи сте стручњаци во вашата област, има ли нешто што би предложиле како законска интервенција, да се смени нешто во законите и процедурите, да се дополнат и допрецизираат за да се заштитиме повеќе од овој аспект? Или тоа што е во теорија да се почитува е добро? Најбезболно големи казни за полнење на речните корита со ѓубре, бидејќи човечките ресурси за нивно чистење не се ограничени. Барем оние корита што се изградени и оние каналски системи во Југославија да функционираат. Кога веќе не можеме да изградиме нови самите, барем тие што се изградените да функционираат. Добро, бидејќи го познавате теренот на Скопје двајцата добро, а ги знаете и можностите и метеоролошките феномени што може да се случат, ако се случи порој од 200 литри на метар квадратен за 24 часа, кој дел од градот во Скопје би бил најризичен? Може ли такво нешто да се каже? Најопасен е делот на долните населби, околината на селата Мралино, Малино и така натаму, значи повторно тој што беше погоден и тогаш во 2016. Така е, значи тој источен и југоисточен дел на Скопската котлина, како инундацијски хипсометриски најнизок, е најопасен од поплави, бидејќи регулирањето не е до крајот на Скопската котлина. До излезот кон
Реката клисурите. Вардар е регулирана негде до населбата Лисиче. Да. Коритото. Онај После реално урбан дел на Скопје урбанизираше. Имаме ли како држава и како систем или како ИЗИС можеби мапа на тие ризични региони? Ние имаме за сеизмика, за поплави, тие ги наоѓаме во различни студии кои што се и во научни изработени. списанија, Значи да. ви кажав, студија за Скопје е изработена што се со релативно висока точност, изработени од научници и од истражувачи. Имаме за Пелагониски регион, значи има За Полог различни исто студии има. за Полог, да. Има различни многу студии кои што се опфаќаат во нашата држава, но сепак ќе се навратам на регулативата од 2007 година, значи каде што имаме дирекција од Европската унија за управување со кризи. Тука многу елементи се опфатени и можеме само да ја следиме, не треба да се правиме паметни, само да ги следиме елементите кои што таму се препишани и да ги имплементираме на ниво на држава. Ѓорѓиев Радевски, ви благодарам многу за гостувањето и учеството во денешната издание на Си каже. Благодариме, мило ни беше. Благодарам и на вас. Почитувани, тука е крајот на ова издание. Ви благодарам вам на вниманието со кое не следите. Довидување утре во истиот термин.